Близу 2 деценije Живко Мукаетов начелује Скопског алкалоида. Бројни су били изазови током близу 90-годишњег постојања компанија, каже Мукаетов, али една е константа – инвестиција. Алкалоид данас има више од 2000 упосленика, 600 njih ван граница Северне Македонија. Sa investicijama većih od 104 miliona evra u posljednjih 5 godina, Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana proglasio je ovu kompaniju vodećim investitorom u regionu. Mukаетов predsjednik je i Rukometne federacije Makedonije i veliki pokrovitelj sporta. Gospodine Mukаетов, vi благодарам što зборувате за Ал Джазира и ви благодарам što не примивте во вашиот дом. Алкалоид наскоро ќе слави 90 години, помина промена на неколку општествени системи и се уште важи за една од најуспешните компании на ова поднебје, меѓутоа и пошироко и во регионот. Па, како алкалоид успеа да стане национален, но и регионален фармацевски гигант? Ви благодарам за поканата, големо задоволство е да се гостува на телевизијата Ал Джазира. Алкалоид е компанија која веќе 87 години функционира, поминала низ разни општествени системи и морам да признам дека сум многу горд што сум дел од оваа компанија. Значи, успехот на Алкалоид се должи пред се на квалитетот на луѓето кои работат во компанијата. Збориме за над 2600 вработени, значи семејства кои се дел од нашата компанија, едно големо семејство. Се должи секако на квалитетот на производите, се должи на она што значи брендот Алкалоид, она што значат брендовите кои Алкалоид ги има и кои се на широко познати, дали се тоа Кафетин, Бекутан, Панцев, Good Nature и многу други, така да сето тоа има свое влијание на она што значи еден континуиран развој на компанијата. Тука би сакал да истакнам дека квалитетот секогаш не е на прво место и тоа е многу важно за да една компанија во континуитет може да гради еден позитивен имидж за себе и за своите производи. Исто за мене е многу важно што компанијата во сите овие години успеа да покаже една резилиентност и да покаже една способност за брза адаптација кон новите ситуации кои се случуваат онаму каде што е присутно. Дали е тоа тајната на долговечноста кога ќе се спореди со многуте фирми на Балканот и во поранешните југословенски простори кои беа успешни и звучни имиња, меѓутоа повеќе не постојат? Па тајната е нешто што ние си го знаеме, ајде така да кажеме, но е факт дека тоа е еден сплет на, како што кажав, една посветеност, една тимска работа, едно сакање на компанијата, лојалност и од друга страна континуирано инвестирање во едукација на вработените кои растат со компанијата, каде што тоа оди двонасочно, значи од една страна менеджментот се труди да води грижа колку може за своите вработени и од друга страна вработените посветено даваат допринос да една компанија се развива како што треба. И вие исто лично имате еден интересен пат низ компанијата, па ете, може ли накратко да ни објасните како изгледаше и вашиот личен развој во текот на вашиот работен век во Алкалоид? Па, мојот личен развој, значи, од кога завршив машински факултет тука во Скопје и постдипломски студии по маркетинг во Лондон, се вратив назад. Прво работев како, да кажеме, дел од екипата во тогашна пропаганда, така се викаше службата. Започнав во септември 1999 година, па потоа преку, да кажеме, проширување на активностите во делот на маркетинг во тоа време, па преку вклучување во делот на маркетинг и продажби во сегментот фармација, кој е најголемиот сегмент во рамки на работењето на компанијата, па преку добивањето на одговорност да го водам профитниот центар фармација, кој, како што кажав, е многу битен сегмент, па до тоа да 2005 година веќе бидам ангажиран на ниво на целата компанија. 2006 година бев назначен за генерален директор, а 2007 година веќе, од кога за жал почина мојот татко, Трајчан Мукаетов, кој пред тоа водеше компанијата, од 1985 година
станав и председател на управниот одбор. Интересни податоци беа објавени за Алкалоид за минатата година. Рекорден извоз од над 157 милиони евра, но тоа што посебно се истакна во сите тие статистики и бројки е дуплирањето на продажбата, например во Полска, зголемувањето на продажбата во Романија, ако не се лажам, за скоро 80%, па дури и растот на продажбата во Соединетите Американски држави. На што се должи овој биланс конкретно за минатата година? Па прво, јас би сакал да истакнам дека ние сме посебно горди што од 2005 година па наваму, секоја година компанијата расте во однос на годината претходно. И компанијата некаде за 4,5 пати има пораснато во последните 17 години. Се должи, како што кажав, пред се на градење на едно портфолио на производи, развој на производи кои имаат додадена вредност, производи кои може да се диференцираат од конкуренцијата врз база на својот квалитет, својата препознатливост и својата компетитивност онаму каде што ги продаваме. Но сето тоа за да се постигне пак се сведува на квалитетот на она што го работат луѓето, на квалитетот на нашите кадри, кои без комплекси може да се носат со било која конкурентска компанија, било каде во светот. Еве за Полска конкретно, има ли некаква тајна? Па, за Полска тајната е тоа е еден од најбрзо растечките пазари. Тоа е пазар кој, да кажам, лесно не прифаќа и ние градиме портфолио кое може да се носи со производствите на тој пазар. Сметам дека Полска и Романија се можеби во овој момент најинтересните брзо растечки пазари од аспект на фармацевската индустрија во Европа. Како не гледаат во Соединетите Американски држави? Еве, вие сте компанија од една мала земја на Балканот, можеби во Америка и не знаат од која држава. Како се гледа и на компанијата и на вашите производи? Па во Америка не гледаат како европска држава и како европски производител. И е интересно што довербата во Америка мислам дека полесно може да се изгради отколку довербата во Европската Унија, затоа што тамо е важно да имате квалитетен производ, важно е да тој производ биде уникатен. Например, ние сме тамо најмногу присутни со органските чаеви и со чаеви од типот на безглутенски, да кажеме, состојки во нив. И тука треба да барате некоја уникатност како би се диференцирале од останатите. Но е факт дека не доживуваат во Америка како европски производител и тоа ни дава предност. И посебно што оние партнери со кои сме почнале да работиме, веќе традиционално долги години работиме, имаме една доверба меѓусебна и јас искрено сум многу задоволен од тоа како ние се развиваме на американскиот пазар, но тука не застануваме. Нашата амбиција е и во сегментот на фармација да се позиционираме на американскиот пазар. Нешто што досега се уште не ни успеало, но јас сум убеден дека со капацитетот кој го имаме, квалитетот на нашите луѓе, со портфолиото на производи кои доаѓаат, дека ќе можеме и во Соединетите Американски држави да се позиционираме. Последните неколку години се случија големи потреси во светот, пред се пандемијата со COVID-19, а сега и актуелната војна во Украина. Како се во ова влијаеше на работењето на Алкалоид? Па, сметам дека тука повторно покажавме дека се адаптираме брзо на ситуациите. Значи, многу оперативен менеджмент, посебно на почеток, кога се појави COVID кризата, ние бевме принудени да дури од една страна, да кажеме, каналите на обезбедување на суровини ги обезбедиме одново, затоа што дел европски земји забрани на нивните производители на суровини да ни продаваат во тоа време суровини за да ние може да произведуваме дезинфициенси и други производи кои беа врзани за потребата во тој момент. И мислам дека се направи една здрава мобилизација, оперативен менеджмент секој ден во рамки на компанијата, дури и успеавме да преадаптираме дел машини кои во тоа време правеа парфеми и креми да може да произведеме поголема количина на дезинфициенси и сметам дека апсолутно
одговоривме на предизвикот како што требаше и посебно важно во тоа време беше на нашето население да му ги обезбедиме тие производи. Дали и сега се продаваат толку дезинфициентите и веќе како што се надзира крајот на пандемијата, дали луѓето полека повторно забораваат на тие основни хигиенски навики? Мислам дека луѓето дефинитивно забораваат. Продажбите се вратени малку над нивото пред ковид кризата, така да од тој аспект тоа повторно ќе биде еден мал сегмент во рамки на она што го работи на алкалоид, но тука сме доколку, не дај Боже, повторно треба да кажам, капацитативно одговориме на потребите, затоа што алкалоид е партнер на населението во Македонија, партнер и во регионот, и се што можеме, секогаш сме биле тука да така се поставиме и да го обезбедиме за луѓето кои имаат потреба од нашите производи, без разлика од кое портфолио доаѓаат. Господине Мукаетов, за инвестирани нешто повеќе од 104 милиони евра, Коморскиот инвестициски форум на Западен Балкан неодамна ве прогласи за водечки инвеститор во регионот. Го прогласи алкалоид. Па какви ресурси има овој регион, регионот на Западен Балкан, кои ги користите во вашата работа? Па прво би сакал да кажам дека за нас е тоа огромна чест да се добие една таква награда, но мислам дека е апсолутно заслужено, затоа што компанијата е влезена во еден сериозен инвестициски циклус во многу сегменти од работењето, дали се тоа нашите производни капацитети, дали се нови технологии, дали е тоа истражување и развој, значи во разни сегменти од работењето, дали е тоа магазински простор, и сметам дека тоа треба да биде пострек и за другите компании да континуирано инвестираат околу самиот регион. Јас искрено регионот го доживам како домашен пазар. Сметам дека регионот е културолошки многу сличен, ние сме многу блиски со сите луѓе во регионот. Од друга страна, факт е дека во регионот има многу простор за градење синергии. Ние, например, имаме конкурентски компании кои ни се партнери во одредени проекти во Хрватска, во Босна и Херцеговина, во Србија. Од друга страна, регионот го доживуваме и како една можност за понатамошно развивање на самата компанија, па така, например, ние инвестиравме во производство во Србија на фармацевски производи, инвестиравме во хемиска лабораторија во Љубљана, нашата, да кажеме, служба за правни корпоративни работи е стационирана во Загреб, што значи направивме една фузија од можностите на регионот. Колку е важно ова регионално поврзување, еве генерално, не само за алкалоид, туку и за останатите компании од Западен Балкан? Па мислам дека е многу важно. Сметам дека е природен патот да се оди преку домашниот пазар на регионалниот пазар, па потоа да кажам, се развиваме уште пошироко. Еве, јас тргам од нас, ако ние, не знам, пред 15 на години скоро најголем дел од продажбите ни беа реализирани на домашниот пазар и во регионот, сега сме веќе влезени во една друга фаза, каде што веќе сме присутни на 50 на пазари во светот, но пред тоа моравме да си ја одработиме домашната задача и да прво во регионот се позиционираме, затоа што конкуренцијата и во регионот е огромна, и вие ако не сте конкурентни во регионот, уште потешко е па да очекувате дека во Западна Европа, например, ќе можете така лесно да се позиционирате. Така да мислам дека регионот на Западен Балкан е еден одличен, да кажеме, тест на кој би можело фазно да компаниите се развиваат за да станат глобални. Што е тоа што вие сега би им го порачале на регионалните бизнисмени, еве овде од Балканот, на што треба сега да се фокусираат во услови, еве слушаме, на енергетска економска криза? Што е најбитно за бизнисот во регионот? Па прво мислам дека треба да бидеме максимално рационални, да сето она знаење кое е акумулирано во компаниите се разменува, да се бараат форми на синергии, на соработки, за сето тоа да не доведе во позиција да бидеме поконкурентни и поквалитетни.
И од друга страна сметам дека треба да бидеме многу погласни, затоа што сметам дека дефинитивно во регионот за жал политиката некако не дава шанса да она што компаниите можат да го постигнат преку тие заеднички соработки и оние сите, како што кажав, заеднички градење на додадена вредност која може да се створи, некако не успеваме како да кажеме бизнис да бидеме доволно гласни во регионот и како што кажувам, некако за жал политиката е над она што го прави бизнис заедницата. И тоа би ја земал Словенија за споредба, една земја која што излезе од она екс-Југославија, таму веќе може да видите еден сосема друг сооднос на сили, каде што дефинитивно бизнис заедницата диктира и затоа таа држава се развива, оди напред со едно темпо кое сите ние останати за жал веќе толку далеку е да може да го фатиме. И македонското општество помина многу турбуленции во последните години. Вие ве менаџирате со Алкалоид долг низ на години. Што е тоа што вие би го порачале на менаџментот на оваа држава, како да се тргне напред? Па сметам дека она што го кажав за регионот, веројатно во Македонија е уште повеќе изразено, значи ние за жал имаме ситуација на едно политизирано општество, на општество кое е, да кажам, разделено на табори, каде што нашата политика овие сите 30 на години не покажа капацитет да развива една држава модерна, една држава која би била капацитативна, која би била конкурентна на многу полиња. И за жал таа доминација на политиката версус она што е еден нормален развој на држава, ја осеќаме во сите пори на општеството. Ние имаме објективно многу послаб образовен систем од она што беше при преминот од старата во новата држава. Имаме еден здравствен систем кој сите го осеќаме дека не е како што треба. Имаме една кадровска политика каде што во администрацијата се оди строго на квантитет, а не на квалитет, каде што сме сите заглавени во бирократските лавиринти, на комбинациите меѓу партиите од една страна и сите, ајде да кажам, административни ентитети, и сето тоа на крај се одразува да наместо да имаме некој ветер во грб како бизнес заедница и да ги развиваме луѓето и компаниите и да се глобализираме, ние доста време за жал трошиме на разни сопки кои ни се случуваат во сите сфери на она како државата функционира секојдневно. Она што е исто и огромен проблем е масовното иселување на младите. Како овој одлив на мозоци ве погодува како фирма, како Алкалоид, и што треба да се направи да се сопре овој тренд? Па искрено да ви кажам, ако пред 10 години разговаравме, јас ќе ви кажав дека најголем предизвик за Алкалоид се продажбите. Денеска со полна одговорност тврдам дека најголем предизвик за нас е како да ги задржиме квалитетните луѓе тука во компанијата, како да ги мотивираме, што се треба да направиме за да кажам она што е визија за раст на Алкалоид како компанија може да се прати со квалитетни кадри. Значи ние влеговме во доста проекти од типот на дуално образование со средно медицинско. Имаме програма за практиканство, каде што над 100, да кажеме, факултетли доаѓаат во компанијата, работат со ментори, после завршувањето на факултетот остануваат да работат во компанијата. Секоја година правиме анализа на задоволство на вработените, со разни додатни програми да ги мотивираме, затоа што младите луѓе веќе не им се важни само парите. Ние збориме за квалитетот на живот, збориме за квалитетот на воздухот, збориме за содржината која они ќе имаат надвор од она што го доживуваат на работното место. Значи многу фактори, што значи ние треба да сме свесни
дека не се сведува се само на тоа ние што нудиме како компанија нашите вработени, туку каков е целиот пакет. Фондацијата која што е именувана по вашиот татко, Трајче Мукаетов, веќе стипендираше над 600 студенти во областа фармација и медицина, па имаат ли ефекти конкретно овие стипендии? Овие стипендии апсолутно имаат ефект, затоа што прво ние помагаме млади луѓе да може да кажеме да обстанат во Скопје како град кој е поскап во однос на помалите места во Република Македонија. Добар дел, посебно во сегментот на фармацевти, од тие млади луѓе кога ќе завршат, имаат понуда од нас да продолжат да работат во компанијата и ние имаме една сосема коректна бројка на наши вработени кои доаѓаат од фондацијата Трајче Мукаетов. Така да по мене тоа е нешто што апсолутно од прв ден се менаџира како што треба и јас сум многу среќен што ние имаме можност да им помогнеме на тие млади луѓе да се доедуцираат. Алкалоид исто така долг период го поддржува македонскиот спорт, посебно ракометот и шахот. Каде вие гледате иднината на македонскиот спорт? За спортот е посебен, да кажам, феномен кој функционира во светот и сметам дека е една прекрасна работа. Тоа е можност да младите луѓе ги учиме на еден систем на добри вредности, на дисциплина, на посветеност, да секогаш нешто додатно од себе дадат. И од тој аспект јас сум стварно многу среќен и горд што како компанија и јас како поединец сме активно вклучени во спортот. За еден спорт да се развива како што треба, треба во секој случај средства, треба инфраструктура, која за жал кај нас е подценета, и треба организација и треба вклучување на сите, да кажам, битни фактори за да еден спорт се развива. Мислам дека во Македонија спортот е на маргините, што не би можел да кажам за некои други делови од регионот и сметам дека ние сите треба да се запрашаме зошто е тоа така. Треба сите да се вклучиме уште повеќе, треба државата да направи систем на стимулирање на инвестирањето во спортот и да многу поголема мобилизација направиме на младите деца да се бават со спорт. А сето тоа на крај само ќе донесе еден позитивен ефект за државата по сите основи. Ќе ве прашам конкретно за ракометот, дали во моментов се случува промена на генерација на ракометната сцена или поточно очекувате ли дека новава генерација која што влегува сега во ракометот може да ги направи истите успеси како генерацијата што сега полека заминува? Па јас доколку не би верувал во тоа, не би се ни бавел со тоа, така да апсолутно сум убеден дека ако ние им дадеме поддршка како што треба, ако се организираме како што треба, има здрав материјал, има млади, многу квалитетни ракометари кои доаѓаат и доколку им се овозможат вистинските услови за развој, им се даде шанса, сметам дека апсолутно ќе го обелат образот и дека на долг рок македонскиот ракомет ќе продолжи да биде спорт број 1 и ќе носи во континуитет резултати од европските и светските првенства и ќе имаме ние за кого да навиваме. Што се однесува до фармацијата, каде ја гледате иднината со оглед на развојот на вештачката интелигенција? Па вештачката интелигенција доаѓа по разни основи, но јас би кажал дека колку и да вештачката интелигенција доаѓа, секогаш приматот треба да го имаат луѓето, треба да го имаат човекот. И сметам дека сите овие предизвици низ кои поминавме уште повеќе покажаа колку е важен човекот, колку се важни кадрите и дека ништо не може да се направи доколку немате квалитетни луѓе со добри вредности, посветени, кои си ја сакаат својата работа. Така да, вештачката интелигенција доаѓа, да, имаме разни форми на персонализирани фармацевски форми кои ќе доаѓаат во иднина,
но луѓето се клучни за се. Очекувате ли може би дека ќе се изнајдат и лекови за болести кои што за сега се неизлечиви? Јас се надевам, јас молам Бога, сите ние во нашите семејства сме поминале, да кажеме, луѓе кои ни биле блиски, кои сме ги знаеле, кои починале од, да кажеме, неизлечиви болести и апсолутно се надевам посебно дека мултинационалките уште повеќе со текот на времето ќе успеат да развијат лекови со кои ќе може да се продолжи просечниот живот на луѓето. И тука апсолутно еве и ние како фармацевска индустрија во нашиот дел се трудиме да допринесеме, да развиеме форми кои ќе им користат на луѓето и секој на свој начин бар малку да допринесе да кажам еве се подигне и од тој аспект квалитетот на животот. Господине Мукаетов, за крај, како го поминувате слободното време? Што ве исполнува приватно? Имате ли време за слободни активности, за читање, за спорт? Па, мене најмногу ме исполнува моето семејство. Многу сум среќен што, да кажам, еве така сме едно пошироко семејство, значи сопругата, децата и сето останато врзано со активностите, дружењето со нив, одењето негде да се искористи викенд колку може. И така, инаку се трудам да најдам време малку и за трчање, што мислам дека ме релаксира и секако, следејќи ги посебно ракометните надпревари, тука знае енергијата да излезе. Господине Мукаетов, јас ви благодарам за вашето време за Ал Џазира. Ви благодарам и јас на поканата и ви пожелувам се најубаво на вас, на редакцијата, на луѓето во регионот. Прво многу здравје, среќа и да полека регионот оди на подобро во сите сфери на функционирање.